Вистина, кога од денешен аспект гледаме како беше некогаш и какво е сега новинарството, може да констатирам дека има навистина голема разлика. Зошто го кажувам ова? Јас сум во новинарството, објективно ако сакате, некаде од 1990 година, значи уште во минатиот, во 20-тиот век, и на почетокот почнав во телевизиски медиум, па потоа работев во радиомедиум, долго време бев дописник и на неколку пишани весници, дневни весници. Едно време бев и дописник на Македонската информативна агенција, соработував и со неколку списанија, значи кои што периодично излегува, значи можам да го кажам и да направам споредба во новинарството, буквално сите оние аспекти кои што некогаш беа вообичаени. Ако ги споредиме со она што сега е новинарството, значи сега многу побргу се добиваат вестите, побргу се добиваат информациите и побргу стасуваат до крајниот слушател, читател, гледач, зависи за каков медиум станува збор. Во минатото голема беше улогата на новинарот. Значи, она што ние како новинари го истражувавме, она што како информација, како вест, како извештај или репортажа или било кој друг новинарски вид го презентиравме пред нашите слушатели, гледачи или читатели, мораше исклучиво да биде наш авторски труд. Значи, немаше можност, како сега, да се користат медиумите од типот на електронските медиуми, значи интернетот, кога користевме сега новинарите може да користат информации на многу поедноставен начин. Значи, оние, како ги нарекуваат, сервиси кои што сервираат информации буквално во моментот на случување, сега едноставно само се преработуваат, може би се дополнуваат со некои информации и ни се пласираат нас како публика. Во тоа време, значи, немаше таква можност. Најпрво, информациите мораше самиот новинар да ги дознае на лице место, да земе изјави, како што сега ние правиме, да ги сработи тие информации и потоа да бидат презентирани на медиумот. И моја препорака е кога младите луѓе, меѓутоа и сите ние, кога читаме некоја вест, кога ја имаме добиено како информација на некој од електронските медиуми, да се обидеме да провериме кој е нејзиниот извор. Значи, дали е добиена од веродостоен извор или само е нешто преземено од некоја непозната страница или од некој непознат автор, бидејќи на таков случај не треба да им се верува на таквите вести. Колку мисли дека традиционалните медиуми ќе продолжат да бидат како најверодостојни по информација? Мислам дека ќе продолжат да бидат веродостојни, иако за жал сега, например, весниците, печатените медиуми многу малку се читаат. Тоа е тренд кој што еве и ние повозрастните многу малку го практикуваме. Телевизијата и радиото според мене ќе постојат и понатаму, бидејќи сепак информациите кои што тие ги презентираат мора да поминат низ тие филтри кои што пред малку ги споменав. Значи, редакцијскиот колегиум има голема улога и голема важност во пренесување на информацијата од теренот па се до крајниот читател, слушател или до гледачот на телевизиските екрани. Мислам дека треба и понатаму и дека ќе обстојат, иако интернетот не можеме да го запреме. Тоа е суштина која што за жал се повеќе и повеќе се шири. Може би брзината на интернетот е добриот момент, но само кога станува збор за проверени информации, а не за лажни вести. Со оглед дека во 1987 година започнав да работам како професионален новинар на Македонското радио, најнапред да подосна на Македонската радио и телевизија, и некаде до 2010 година бев професионален новинар поврзан за регионот на Кичево, Македонски Брод, та повремено Дебар и Охрид, значи цел југозападен регион. Можам да направиме една разлика меѓу така наречениот периодот во Југославија и периодот по осамостојувањето на Македонија. Порано новинарите беа личности кои имаат доверба. Значи, она што ќе го напишеше новинарот беше навистина точно, реално. Требаше да биде личност која има свој дигнитет, така да со оглед дека бевме многу малку професионални новинари на овој простор, секогаш се трудевме веста да биде реална. Или едноставно нашите уредници не тера на лице место да видиме дали се случува нешто. Пример, не можеше да има приказна ако на лице место не сте биле вие присутни. Или некој можеби ќе ви каже нешто дека се случило, мораше да појдете, да ја снимите таа ситуација, тој настани да едноставно пренесите она што се случува. За разлика од тогаш сега, има голем број наплив на новинари кои повеќе се трудат да биде нешто сензационално. Бидејќи новинарот, да,
открива нешто што треба да биде важно, но не треба секојаш да биде сензационално и на брз база на такво нешто да прави своја приказна. Зошто? Затоа што новинарот ја креира јавност. Особено во сензитивни моменти, кога има протести, кога има избори, кога има проблеми од така наречени еколошки проблеми, или да кажеме, да речеме, поплави, несреќи и така натаму, тогаш не треба да се прави сензационализам, туку треба реално да се прикажува состојба. Во тогашен период, новинарот имавме така наречена одговорност и пред Сдруженијето на новинарите, но преди се разбира заедницата и се разбира уредувачката политика на македонската радио и телевизија каде што се работи. Денеска, за жал, се помалку има такво нешто и најпроблематично е тоа што така наречените мејнстрим новинари се обидуваат сензационализмот да го покажат како вистина. За да бидат сигурни, на интернетот треба да ги следат официјалните сајтови, например сајтот на BBC, сајтот на CNN, сајтот на, да кажеме, информативните агенции во Македонија, да кажеме, сајтовите во соседните земји кои се официјално државни. И да ги споредуваат со други земји. Например, ако сакате за некој настан, да кажеме, во Израел, во војната меѓу Израел, Палестина, Израел, Сирија, не можете да ги следите само на информациите од Израел, туку ќе мора да ги следите и од арапските земји. Да, денеска секој млад знае англиски. Имате Ал Джазира, која дава поинакви информации. Имате BBC, кој дава поинакви. Споредете ги. Но не одете од приватни информации од личности кои едноставно не се тука присутни или се обидуваат да фалсификуваат одредени настани во интерес на политички партии, структури, па дури некојаш може да се предизвика и негативно мислење да наведите дека одредени личности загинале, а подоцна истите тие личности да ги видите на друг настан. Се случуваше на различни настани, на различни протести, исти личности се појават, а претходно да биле наводно загинати или тешко ранети или повредени.